Со благослов за родна година и квалитетно грозје денеска се изврши символично закројување на виновата лоза. Лозарите уште во утринските часови ги посетија своите насади за да го извршат овој обред кој со векови се негува во тиквешијата на празникот Свети Трифун. Во храмот Свети Димитрија и годинава се закрои црковната лоза. Предходеше литургија од тројца владици Агат Ангел, Иларион и Тимотеј. Тие упатија молитви лозјата да дадат квалитетен род. Го измоливме Спасителот Господ Исус Христос да даде берикетна година, навреме да има дождови, навреме да има сонце, лозјата да бидат здрави, плодни и, како што велат нашите дедовци и прадедовци, бовчите да се наполнат. Се наоѓам исто така и пред храмот на Светиот великомаченик Димитрија, каде многу години наназад, пред да почнеме да го реновираме, сите работи што произлегуваат од црковното богослужение ги извршувавме во него, но бидејќи оваа година почнавме со реновирање, моментално е затворен и се надевам за неколку години повторно ќе се вратиме нова место каде традиционално со векови нашите дедовци, прадедовци, од кога е направена црквата 1837 година, од тогаш па наваму сите овие наши местни обичаи, местни адети, традиции ги извршувале во овој свет храм. Ова тешко време за нас, македонците, за нашата држава, за нашата света македонска црква, велам и за црквата, затоа што ако немаме држава, ќе немаме ни црква, ако немаме црква, ќе немаме ни држава. Еве, се бориме заедно со целиот верен народ кој си ја сака ова наша света македонска земја, се бориме да го сочуваме нашиот свет македонски јазик, јазикот на светите браќа Кирил и Методи, јазикот кој го создадува за да може да го разбираат првин Божјото Слово. Честитка до лозарите упати градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Оваа година да биде подобра од минатата, односно од сите лоши години кои што поминале. Се молиме сите заедно под патронство на владиката и на владиците и на црковниот клер да нашите молитви ни ги послуша Господ и да ни даде една благосостојба во делот на лозарството и винарството, секако и во делот на исплатата на грозјето кој што директно зависи од винарниците кои што го откупија минатогодишната реколта, а секако се надеваме и на нив да ја откупат и оваа година. Би сакал ево од моје име, исто на граѓаните на општина Кавадарци, на сите православни верници, да им го честитам овој голем прво за нас, за тиквешијата празника, потоа и на цела Македонија, за сите кои што го празнуваат и да на сите лозари да им посакам многу беричет и успешна продажба на родот од оваа 2017 година. Во чест на Свети Трифун се закројуваше и на градскиот плоштад во Кавадарци. Таму на импровизирани лози закроија градоначалникот Панов, председателката на Советот Горица Пеливанова Вилхелм и пратеничката доктор Весна Пемова. Ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров изведоа драматургија за Свети Трифун. И јас морам да ја продолжам за идните генерации.